Димитар Ковачевски нема многу причини да биде насмеан. Со преземањето на премиерската функција ги презеде и проблемите од претходниот владин состав, енергетската криза и навременото снабдување со електрична и топлинска енергија, брзото ширење на омикрон варијантата, економското поправување од ковид пандемијата, разговорите со Бугарија за деблокада на евроинтеграциите. Ако новиот премиер заедно со бугарскиот колега успеа да внесе нов поттик во разговорите меѓу двете земји, засега такво нешто не му успева во однос на релациите со опозицијата која не му ги дава џентлменските 100 дена. Ковачевски не впиша ниту една недела откако влезе во премиерскиот кабинет, а ВМРО ДПМН е веќе во континуитет неколку дена поред бара предвремени избори. ВМРО ДПМН е подготвено да разговара за промени во изборниот законник и да ги слушне барањата на помалите политички партии за една изборна единица, и доколку тоа е проблем на СДСМ и ДУИ, тогаш ВМРО ДПМН ќе прифати и предвремени парламентарни избори без техничка влада и со една изборна единица. Настапот на портпаролката на ВМРО ДПМН е повторување на изјавата на лидерот Христијан Мицкоски пратена од Охрид, во која тој се обиде за идејата за предвремени избори да ги одоброволи помалите партии, дел од коалицијата предводена од СДСМ, дека ќе бара една изборна единица, нешто за што со години се залагаат малите партии. Дел од нив ја поддржуваат иницијативата на опозицијата за една изборна единица, но тоа според нив не значи и по автоматизам поддршка и за барањето на ВМРО ДПМН за брзи избори. Вака во сите овие комуникации повеќе од партиите децидно се изјаснуваат дека се за измени на изборните правила Македонија да биде една изборна единица и очекуваме да стојат на тие своји ставови. Добре што ВМРО ДПМН веќе најавува дека ќе поддржи Македонија да биде една изборна единица. И Алијанса за албанците, која тесно соработува со ВМРО ДПМН, не е за избори сега, туку сака прво на новата влада на Ковачевски да ја даде 100 дена, па потоа да се проценуваат условите за избори. Владеачкиот СДСМ повтори дека неговите позиции се наредните парламентарни избори да бидат редовни. Следните парламентарни избори ќе бидат редовни избори. Оваа влада има полн легитимитет и во периодот што следи да ги спроведе сите реформи, сите процеси, сите проекти и сето она што значи добро за граѓаните, подобрување на стандардот на граѓаните, и токму во овие 2,5 години има полн легитимитет да го стори сето тоа. Редовните парламентарни избори треба да бидат во 2024 година. Последните редовни парламентарни избори во Северна Македонија се одржаа во далечната 2006. Од тогаш сите избори за пратеници беа предвремени. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.